Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар на КТВ. Земјоделското производство пропаѓа во Македонија, не е ништо ново, 3 децении се случуваат истите работи, пресликани секоја наредна година со ово полошо издание. Земјоделските производители, индивидуалните производители се во агонија, разочарани од се она што им се случува, борејќи се со предизвиците за отстранување на болестите, штетниците, меѓутоа кога ќе се произведе нема каде да се пласира или ќе се пласира по понижувачки цени од страна на откупувачите. Токму тоа е причината зошто пропаѓа тоне македонскиот аграр, а големи земјоделски површини обработливи остануваат празни. Се напуштаат и лозови насади, меѓутоа и цели ниви каде што порано се произведувале градинарски култури. Таква е очајна состојбата во земјоделството, времето исто така не е наклонето на земјоделското производство, чести турбуленции, промени, поројни дождови, опасност од град, се на се земјоделците се во битка да добијат барем некој килограм повеќе квалитетен земјоделски производ. Агроспектар ќе се осврти на времето, што не очекува, какви се условите во овој период, состојбата со аграрот и секако ќе ги понудиме основните принципи за подигање на долгогодишни насади, нешто што треба секој еден земјоделски производител да го знае, да го познава кога подига долгогодишен насад. Со нас е професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро дојдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Летото веќе започна, имаме турбуленции, повторно варијации на температурата, сега опасноста од град е доста изразена, нестабилното време е карактеристика, секое попладне во одредени реони се случува и пороен дожд кој што причинува штети, а секако тука и градот кој што знае да уништи цело производство. Што вели долгорочната прогноза? Значи ли дека ќе имаме едно вакво неизвестно лето со чести нестабилни воздушни маси? Навистина, бидејќи сум долго во тој аграр, тоа наше видување по однос на времето како фактор дефинитивно е доминантен по однос на успешноста во земјоделието. И секој од годините носи своја специфика. Јас ќе се осврнам на тоа, ние влегуваме сега во јуни месец, рековте од една страна критичен месец, бидејќи на повидок е ите како сигурно градобитие, затоа што температури кога имаме над 25-30 степени, а за ден-два заладувања, тие ладни струјања сегаш носат крајниот епилог е градот. И оние специфики кои ги носе ова 26-та година, во која успешни ќе бидат само мудрите и добрите познавачи на виновата лоза, во за Кавадаречко и останатите региони кај што е лозата доминантна, затоа што имаме се тоа тектонско пореметување, обуслови, да ние имаме навистина се поизразени микроклиматски разлики. И ќе бидам по-конкретен. Јас сега доаѓајќи да снимаме емисијата, Струмица заврна толку силен дожд, облак, до сега што не сум го доживеал да го видам. И малку фалеше да не тргнам и викам, ќе ти однесе колата. Да после одеме на Костуриново Ландово, ние немаме капка дожд. Тоа се тектонски пореметување на времето и микроклиматски разлики изразени. На мала површина, различно временска состојба. Во Струмичко, пре неколку дена, во едно село таму, град уништи се. На само 100 метра тоа нема ни капка дожд, ни капка град. Ни зрно града. Значи, со еден збор, ние во земјоделието, освен оние бедни, за мене недораснати политичари кои фактички ја поларизираат државата, навлегувајќи наместо во суштината на земјоделието да биде стожер, они со партиските
надраснувања за грабеж и корупции, ништат го земјоделието. Евидентната нечесна приватизација се точно уклапа во оној ваш воведен дел кој рековте дека земјоделието во последните 30 години тони и ние за неколку година-две ќе бидеме зависници на увоз на храна. А производител веќе не влегува во нивата, токму ради разочараноста од се она што 3 децении се случува. Токму така. А од друга страна, сите релевантни западни институции велат Македонија со 274 светлосни дена што Господ ни ги дал, со тип на почва која е неверојатно квалитетна и добра, исто, јас пак ќе кажам, имаме трудолюбив земјоделски производител кој е 30 години манипулиран и бега од земјата, оди во странство, а тоа го збори и за неговата фамилија. Благодарение исклучиво на политиката која е инкорпорирана, без 2-3 мандата парламентарецот, Европарламентот по 2000 евро плата зима, од грбот што гласал некој за него. Професоре, викам, што ќе можем тоа за да лапнам тоа, вика, после тоа никој нема да ме брои. Значи, со еден збор, ја нема духовноста, вистинската организационна поставеност, институционално и квалитетно, да на секој граѓанин му е задоволство да живее во државата. И секој граѓанин бара странски пасош. И сите, пази сега, политикантите се прашаат зошто е тоа така? Па заради нив. Заради тоа што сега што се откриваат во СЗО. Вчера 7 години зимал од грбот од здравството, нели што делуваат пари, зимал плата, а не одел на работа. И тек сега се открива. И сега се откриваат, значи каде се пипне сега корупција. Сега, земјоделскиот производител, тоа што го рековте, многу држи. Маргинализиран, омаловажен. Каде што земјоделското производство со кое мака мачи со временските неприлики да дојде до производ и неговото производство е омаловажено, безценето е оваа недела, имав човек со 7 декари зелка по 3,5 кила. Тоа е фантазија. Голема била за пазарот. Требало мало. И трговецот, пазете, иронија, вика, ако сакаш по 5 денари, ќе ти ја купам. Пази, човекот од семка, не орање, не ѓубрење, не прскање. Јас ги знам операциите што ги презимаат. Дојде до производот и дојде трговецот, вика, за 5 денари, вика, ќе ти ја откупам. Таквите небулози во стопанството. Политикантите ги следат, заедно со трговската сфера, ја ништо држава. И сега се окомат, дај да ги внесеме бугарите, ќе дошле од Европска заедница пари, не баре тие пари се негде нечи најдени, а не да се осврнат на земјоделие, да кажат дај нашата земја да биде квалитетен и голем производител на храна. И извозник секој ќе сака да купи храна, затоа што и нината на обстојбата на светот ќе бидат обстојиви земји исклучиво кои произведуваат храна. Храната ќе биде најјакото оружје. Кај нас златни површини. Тоа го збориме во повеќе наврати. Сето тоа е корумпирано, омаловажено и земјоделието се наоѓа на вистина на многу тешка состојба. Значи, тоа е исклучиво на политикантите, каде што, пазите, македонските две партии доминантни,
кои грабат се многу будно следени од албанскиот блок, каде што јас гледам цела недела, слушам за Фетајот и со дигната глава ја напуштил залата. Ве молам. Наместо да се дискутира за нешто суштинско, што ќе го граѓанинот врати во еден нормален чин на производство на храна, Да, кога се цени живење. трудот кој што се вложува и квалитетот на производот, со цена која што задоволува и пласман веднаш, а не кога ќе пропадне производството. За состојбата со земја, со времето, имаме специфична година. Јас сега одговорно тврдам. Успешни производители на грозје ќе бидат само мудрите земјоделци кои имаат знаење и кои мудро ќе постапат по однос на редовната заштита на виновата лоза. А тоа е поврзување со стручно лице и одредување на правите моменти на третирање. Секое своеврсно знаење ќе биде осудено, бидејќи имаме на вистина време кое Во една денот различна промена. Да. И на температура, и на влажност. Точно така. Се она што може да предизвика Точно така. болести. Точно. Меѓутоа, кога се подигаат долгогодишни насади, земјоделците многу малку внимаваат на се она што е карактеристика за да се добие квалитетен насад. А тоа е се воведување на принципи при подигање на долгогодишни насади. На оваа тема имаме подготвено прилог да го слушнеме и ќе се вратиме со Точно коментар. така. Еве со еден интересен прилог кој обично важи точно за тој конечно есенски период, каде што од научно-стручен аспект се потврди дека подигањето на овошни или лозови долгогодишни насади одговараат повеќе во тој есенски период. Тоа го ние збориме од причина што следејќи ги повеќе години условите, една видоизменетост во пролетниот период, уште од крајот на април или мај, во Република Македонија почнуваат некакви високи дневни температури, ако тогаш се сади, се подига насад од винова лоза, од овошни дрвца, можно е младите калеми да настрадат од тие високи температури, па понекогаш и недостатокот на времено на вода и да немаме успешен насад. Затоа ние денес во овие едукативни емисии, токму тој период, тој есенски период кога ја снимаме емисијата, рековме дека одговара за подигање на лозови и овошни насади. И тука си земавме за право со една елаборација, со практично и стручно научно искуство, да кажеме за некои важни принципи при подигањето на повеќе годишните насади. Точно е тоа дека принципите ја прават секоја работа успешна. И ние мора да кажеме дека лозарството и овоштарството во Република Македонија не е на мали површини, но она што е третманот од трговската сфера и откупот на некои производи кои се произведуваат, дали е тоа грозје или овошни продукти, секогаш трговската сфера дава еден свој негативен импулс по однос на откупните цени, по однос на сите тие работи, кои нешто ствараат една стагнација во проширување на површините под винова лоза и под
овошни дрвца. Но, без оглед на тоа, животот тече, понатаму ќе дојдат времиња кога тие подигнати, квалитетно подигнати насади ќе имаат своја вредност по однос на производот кој го добиваат, бидејќи сепак човечкиот род е зависен од храната која се произведува воопшто во земјоделието. Дали е тоа од овошни, лозови насади, дали е тоа од градинарски култури, дали е тоа од индустријски култури, од житата и така натаму, зависноста на човечкиот фактор ќе дојде до израз да аграрот има поголема цена колку што заслужува. Пред се стратешки, што е многу важно. Бидејќи ние генерално од осамостојувањето немаме трајна стратегија и имаме една распарченост, неорганизираност и на крајот едно видливо незадоволство од луѓето кои подигаат насади и после тоа гледат демек погрешив, зошто подигнав насад и така натаму. Тој не погрешил, сигурно, но тоа што се води, што не се почитува науката и што не се почитува онај труд што го вложува земјоделецот, благодарение на инкорпорација на политики и други работи, тоа обусловува да ние кажеме дека мора оптимистички да гледаме кон сите тие работи кои не очекуваат утре. Ние денес со тој прилог сакаме да кажеме за неколку важни принципи за подигање на тие повеќе годишни насади. Тука ќе ги земеме во предвид и овошните и лозовите насади. При одлуката да се, бидејќи тоа се повеќе годишни насади, како што рековме, при одлуката да се оди кон такво нешто, секогаш треба да се има во предвид и почит на принципите кои доведуваат до успешно подигање на насади, успешни резултати од површините кои се засниваат, а сето тоа се постигне со апликацијата на науката и производителот со едукација да биде запознаен која сорта, која култура ќе биде застапена, кој ќе ја откупи, за која цена, за да тој има една сигурност во производството на неговиот долгогодишен насад. Ние од овие најважни принципи секогаш ќе ги одделиме како што тоа следува стручно научно. Значи, повеќе годишен насад се подига на површина која одговара за насади со својата инклинација и експозиција на теренот. Тоа го зборим од причина што практично гледаме дека одредени собственици на одредени површини покрај реката Вардар, да кажеме, ми вели професоре, јас ќе дигнам покрај Вардар насад од винова лоза, бидејќи ми е близко, ќе можам да наводнувам и ред други работи. И јас морам да му одговорам на тоа, и му реков дека тоа не бива да го работиш, бидејќи покрај реките, тоа е ниско место, каде што таа експозиција на терен секогаш обусловува насадот од винова лоза кога го засниваш, да имаш роса, која предизвикува развој на фикумиците габи и ти од пламеницата не можеш глава да дигнеш, од пепелницата, гроздовите молци и така натаму. И таквото ниско место не одговара за одгледување на виновата лоза. Виновата лоза сака висока експозиција на терен и сите тие услови
на проветрување, на сите ти работи, да го даде тоа што го очекувате. Значи, изборот на површините кои одговараат за насади сепак треба да бидат под надзор на стручњак и практичар и младиот човек да ја свати таа суштина дека кога ќе се оддели една површина за таков насад, таа површина треба да одговара со својата експозиција и инклинација. Тоа е многу важно, бидејќи, како што реков, има луѓе на одредени ниски места, несоодветни места одгледуваат култури и немаат резултати, и имаат повеќе загуби отколку било каква корис. При одредувањето на површината, бидејќи се работи за повеќе годишни насади, мораме да ја сватиме суштината дека со агрохемиска анализа се направи комплетно се што поседува почвата и секако се оди кон она длабока обработка на почвата. Зошто длабока обработка на почвата? Се работи за повеќе годишен насад, тој матичен субстрат треба да биде обработен и да имаме навистина кога се засади, дали е тоа лоза или овочна садница, да таа тргне и биде како што треба. Со добро растресита почва. И овде може да дојдат до израз зеолитите, кои се одржувачи на влага и детоксификатори. И овде мора да се знае дека на таквите површини, а тоа го захтева и законот за подигање на насади, мора да има агрохемиска анализа на почвата, да се види состојбата на почвата со хранливите материи. Тоа е неминовна работа која, за жал, голем дел од производители ја избегнуваат од некои причини за плаќање и така натаму, и тука државата треба да подпомогне. Нека не им дава без разлика неосновани субвенции, туку нека им даде услов да имаат една или две агрохемиски анализи на почвата во текот на вегетацијата, или три, што треба дополнително да хранат и да додаваат и така натаму. Покорисно ќе биде тоа отколку било какви други субвенции кои ги даваат. Приликом набавката на садниот материјал, јас тука малку повеќе ќе се задржам, бидејќи голем дел од производителите кои имаат намера да дигнат насад, зимаат од некакви несигурни, регистрирани садници. Дали е тоа од винова лоза, дали тоа садници од овошни садници и така натаму. Мора да го тоа потенцирам при подигање на повеќе годишни насади од лозови садници, од овошни дрвца, секако најважен фактор или фактор број 1 ќе го кажеме е да се употреби сертифициран саден материјал. Ние веќе во Република Македонија факт кој радува е тоа што Агрокалем од Неготино веќе произведува неколку години квалитетни садници од винова лоза и овошни дрвца. И тука тој македонски производ, произведен во Македонија, под македонски услови, а не донесен од Велика Дренова или од Србија или од Грција, постојат многу по-реални услови да успехот биде со овие садници, кои се сертифицирани, прегледани и квалитетни, отколку да земеме од
Србија или од Грција, калеми кои понекогаш носаат и вируси, понекогаш носаат и многу болести, фомопсоси и така натаму во Република Македонија. Тоа го имаме како искуство од поодамна и затоа нашата препорака е да се земе сигурно сертифициран саден материјал од винова лоза и овошни садници. А тоа го имате на располагање веќе во Република Македонија и тоа не е на одмен да се на еден начин добива квалитетно производство на винова лоза и овошни садници. Во повеќе наврати, еве ние на почетокот рековме збор 2, се кршеше онаа мислење по однос на научната фела, кога е подобро да се подигне повеќе годишен насад. Во своје време, како студент, професорот и Ристевски и Крстевски вела нема многу голема важност дали тоа ќе биде пролетно садење или есенско садење. Сега во последните неколку години ние имаме видни тектонски промени на времето. И затоа моје лично мислење е дека есенската сејба, токму во овој период сега, е најдобра за подигање на лозов и овошен долгогодишен насад. Тоа го збориме од причина што тоа пред малку го напомнав, а сега ќе го потенцирам, ние во пролетта, ако пролетта март, примерно март или април садеме, веќе во мај, годината која е зад нас, имавме температура од 40 степени Целзиусови. Имавме период од 3 месеци, немавме капка дожд. А сето тоа може да биде и како голема штета за младите калеми кои треба да стартуваат и кои треба од првата година да дадат веќе првите потерувања и формирање, покрасно формирање на крошњата. Затоа нас, како стручни лица, со многу мои колеги што имам искореспондирано, потврдивме дека есенската сејба е многу по-добра за наши услови, бидејќи за тој период до пролетта калемот ќе се адаптира во почвата и при пролетните потерувања, а што кај нас знаат да бидат поранети како минат оваа година, знаеме дека ние имавме во февруар имавме плюс 22, 23, 25 степени, се исполни температурната сума и вегетацијата тргна порано, да во април веќе имаме мрзнење на потераните гранчиња. Значи, со еден збор, таа тектонска промена, ако е калемот засаден сега во есенскиот период, тој се адаптира во тој зимски период и пролетта, штом се исполни температурната сума, тој тргнува. И тука веќе има голема предност по однос на тоа, отколку тогаш да се сади и одма да тргне, тој нема да тргне сигурно одма, ќе се адаптира и тука веќе може да имаме одредени пореметување на нормално потерување на садниците. Значи, со еден збор, првите 3 години, неопходните агротехнички мерки за подигање на насад, дали тоа лозов или овошен, се неминовни за да имаме ние добро потерување и првите 3 години оформување
на двата чокота, мислам на двата лака кај виновата лоза или формирање на крошњата кај овошните видови. Тоа, тие први 3 години се навистина многу важни и во најново време неминовноста од системот капка по капка, бидејќи водата како во голем недостаток е присутно, а секој овошен вид за да има добар старт треба да има обилна влага и храна во почвата. И што е најважно, значи редовното стручно кроење првите 3 години е многу важно бидејќи со кроењето се одредува судбината на дрвцето што колку ќе роди. Затоа стручното кроење и навременото кроење е основен фактор за добивање на одредени добри резултати дали од виновата лоза или овошните дрвца. И, што е многу важно, редовна заштита, превентивна заштита на сите тие насади, дали е тоа лозов, при потерувањето, значи редовно метео следење на условите и да се превентивно заштити и добро оформат лакови за формирање на крошњата кај дрвцата или пак на двата лака кај виновата лоза. Нашата препорака е при подигање на насади од винова лоза или овошни садници секогаш да имате контакт со стручно и практично лице кој ќе ви потпомогне во успешно подигање на насад и добивање на саканите резултати. Тоа нешто е многу важно, кое помладите луѓе треба да го предпочитаат, бидејќи почитување и спроведување на науката и практичните сознанија водат кон успех на производство од винова лоза или од овошни садници. Слушнавме за принципите кои што се важни за подигање на нов лозов насад. Професоре, да резимираме. На што треба најмногу да внимаваат производителите? Ќе бидем многу едноставен, со желба да бидем и разбирлив. Принципите го прават успехот во секоја сфера. Во земеделското производство. Јас само знам едно. Почитување на принципите при подигање на трајни насади, а сето тоа депозит на тие принципи треба да биде трајната стратегија што државата треба да има со иксте институции кои зимаат плата, а не знаат зошто зимаат плата. Трајна стратегија за развој на лозарството. Која површина, со која експозиција, со која инклинација на теренот, со кој тип на почва, со која надморска висина, која сорта. Ние од тоа немаме, ама буквално ништо и гледаме некои тие бизнисмени кои дојдоа до општествени пари, дали кај Радовиш подигнале лешка, дали подигнале бадем, дали на друго место. Тоа се пари од субвенции. И во Македонија треба подхитно зборот субвенција да се прикрижи, да не постои, нека постои вистински контакт и помош на производителот на храна. Тој што произведува. Дали ќе биде тоа помош по однос на правење на бесплатни анализи на почвата, одредување на правите моменти на третирање, чак и организирана авионска заштита на блокови поголеми од 500.000 хектара. Тоа се детали кои се вклучени во една трајна стратегија за развој на аграрот во Република Македонија. Што
и која стратегија ја има Република Македонија од осамостојувањето. Јас сум сведок. Сведок сум за тоа што бе во бивша Југославија, како фитопатолог знам, 3 месеци одев во Белград, имаше такви излагања, предавања, упознавања со сите суштини на теренот, како да се дојде до квалитетен производ кој ќе биде интересен за европскиот пазар. И таквото нешто траеше и се селекционира луѓето кои има афинитет према тоа да биде тоа. Сега, ако вие влезете во Министерството за земјоделие, ќе се згрозите. Значи, поемот стратегија, не зборам сега за овие луѓе, од самостојувањето. Да, тоа веќе 3 децени. Целосно уништено она стратешко видување. Пазете сега, какви глупости слушнам пред неколку дена. Имавме комбинатот по 3000 луѓе, кои произведуваа се, кај што требаше да се реорганизират, да останат пак во целосна дружина. Сега, ќе правиме нови задруги да се обединиме. Тоа е чист плагијат, чиста измислена форма. Работа која што веќе пропаднала, сега ќе ја оживуваме повторно. Со еден збор на аграрот, доколку не дојде еден рез и селекција на способни млади луѓе. Јас сум возрастен човек. Тоа е како предлог. Млади, креативни луѓе кои го разбираат аграрот. Со сите нишани, со најновите технологии. Не се направи една трајна стратегија за Република Македонија за производство на храна, ние не сега што чекаме. Демек чекаме Европа да не прими. Ако не прими, демек ние ќе нема воопшто врска тоа влегување на бугари или така натаму. Ние треба да се осврнеме кон нашето производство и почит на производителот на храна, кој со неговите 2 раци произведува храна за Република Македонија. Да го организираме, да го мотивираме, да му е вратиме вербата, да верува, да му се плати производството, бидејќи на 80% од производството на луѓето уште од зелката не е платено. Да, само така може само да се манипулира и така натаму. Ако не се направи на трајна одржива стратегија со критериуми, ние аграрот, верувајте, за година-две ние ќе видиме увозници на храна. Благодарам. Благодарам и вам. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам за времето и вниманието, ви посакувам секое добро.